Програми од прва категорија, наменети за целата публика. Така, тоа беше Давид Петковски, младото и талентирано момче, репрезентативец во таеквондо. Заедно со неговиот тренер Стефан Миленковски се денеска во нашето студио. Зборуваме за сите они надпревари и медали кои што ги донесоа во Македонија за државните и меѓународните надпревари, подготовките и тренинзите во клубот Младост. За сето во продолжение. Добро утро, момци. Добро утро. Фала на поканата. Честитки за медалите со кои што се вративте во Македонија, освоивте доста за кратко време. За доста кратко време, да. И злато, и бронза, и сребро, за секе поразговараме секако во продолжение. Како сте? Одлично. Какви се впечатоците по надпреварите? Супер, мислам дека наредната година би требало да се саките од другиот европски шампион. Се надеваме ќе работиме на тоа. Така е, бевте сега на европско. Да, бевме на европско, да, се вратиме со трето место. Се надеваме до година Давид всушност е кадет. Тоа е друга старосна категорија. Да, сега е пионир, значи ќе биде кадет. До година е кадет, да, и се надеваме дека во кадети ќе бидеме европски шампиони. Што не успеавме да го направиме во пионири, сепак трето место е доста високо. Така е, бронза на да, европско. всушност тоа е два пати трето место на европско првенство и пред 2 години бевме трето место на европско првенство. Практично пред 2 години он исто така зема второ место на балканско првенство и трето место на европско првенство. И сега го повторуваме тоа повторно. Да. Исто трето место на европско и второ место на балканско првенство. Така, бевте во Бугарија, во Грција, во Бугарија и во Атина. Да, и за балканското. И сребро. Да, вице шампион балкански, тоа е да, голем успех. Е голем успех. Колку вкупно медали имаш? Давид, кажи, бидејќи многу гледаме тука на масава. Околу 35-6 медали. Да, тоа е голема бројка. Иако си ти скромно момче и не се експонираш, јас морам да те прашам за бројката, бидејќи навистина се тоа големи успеси за само 11 годишно момче, така? Да. Минатиот пат, минатата година, нели, кога ми гостуваше, тогаш имаше само 10 години, кога беше сам, нели, во емисија и тогаш разговаравме за твоите успеси и некако се продолжува тоа секоја година со нови и нови и поголеми успеси, да. Сега кажа дека од пионир нели ќе биде кадет, која е тука разликата? Што ќе биде поинаку од претходно досега за Давид? Па во главно годините. Досега се надпреваруваше деца до 11 години, а сега новата категорија, новата старосна категорија кадети од 12 до 14 години. Добро, во однос на техники, тактики, техниките се исто. Он веќе како пионир прави кадетски борби. Значи дека неговата техника на високо ниво. И сега понатаму разликата што би се борил со повозрасни деца од него, првата година, например, со 14 годишни деца. Ама тоа не е проблем. До кога се кадети? Од 11 до? Од 12 до 14. Од 12 до... Да. Годината кога права 14, веќе се јуниори, тоа е друго. Добро, да, но повторно во таа рамка се движат. 2 години. Да, и да се надпреварува со некој постар нема да му биде прв пат тоа, нели? Не, он веќе како пионир си има доста пати надпреварувано во кадети. Да. Така да не е ништо ново за него. Поголем ли е предизвикот кога со поискусни постари момчиња влегуваш во борба? Па, може да се каже. Да, и тогаш чувствуваш некоја можеби трема, не знам, страф или едноставно Страф, не. Трема малку пред да влезам во борба, но тоа се смирува меѓувреме. И ако победиш, тогаш задоволството е поголемо? Кога ќе победиш некој постар? Он е веќе доста искусен, така да ништо не му менува тоа што дали некој постар е помал од него. Он работи со јуниори во помалите категории на тренинзи, на спаринзи, на меѓународни спаринзи. Браво. Така што ништо ново не е тоа за него. Тоа е дел од тренинг процесот, така што он е веќе искусен во тоа. Има доста борби пози него. Можеби 100 борби сигурно. Да, тоа е со клубот Младост. Да. Така, ти колку време веќе си тренер во клубот Младост? Клубот Младост работи веќе 8 години и исто така 8 години сум тренер во Младост. Да, но и пред тоа беше асистент тренер. Асистент така, во друг клуб, да. Во друг клуб, да. Колку време ете вкупно се... Во таеквондо сум од 3 годишна возраст. Од 3 години? Да. Браво. И после некоја повреда во 2014 година преставам да се надпреварувам во репрезентацијата на Македонија и потоа работам асистент, па го отварам мојот клуб. Да. Како едно момче од 3 години, еве и Давид започнал така, нели, на 3-4 години.
Колку било тогаш тешко, напорно? Дали е тоа нешто ете ново, чудно, влегуваш во некој нов свет сепак? Да, 3 години е навистина мала, најрана возраст, што може за спорт да биде. Ова време сега децата кога почнуваат на 3 години, например, кај мене исто и Давид, например работиме моторика, игри и такви работи. Но кога јас почнав, немаше моторика, немаше игри, туку работевме директно теквондо, да. Влегувавте веднаш со не во борби, туку дисциплина, со вежбање, строг тренинг. А во однос со сега, нели, какви се тренинзите? Што се вежба, речем, нели, моторика, игри, какви се тие? За малите деца најпрво работиме развојна моторика и игри, нели, да влезат во светот на теквондото, а потоа после 6 години, например, работиме веќе конкретни техники и теквондо. И какви се тие игри, како изгледаат? Дали има дел од вежбите што се за таеквондо, што Да, тие се имплементирани со таеквондо. Во смисла работат развојна моторика преку животни, преку движења, додадени со удари, се да им биде нив интересно. Да, па добро, браво, и тоа е убав почеток за таа возраст. Да. Овие видеа кои што ги погледнавме пред малку, се од прославата, така видам дека те креваат. Тоа е од прославата на Балканското првенство, а видеото кај што се качува на подиумот е од Европското во Атина. Да. И кој се беше таму да те поддржи? Има ли и други спортисти, таеквондисти од Македонија? Имате ли поддршки од колеги други од Македонија? Да, на Балканското првенство беа скоро сите од Македонија, што се познати. И многу им беше драго што земав таков медал. Второ место. Како реагираше кога веќе дозна, беше јасно дека ќе освоиш медал? Многу беа среќен. Мислам, јас бев многу среќен и во многу бевте радосни, сигурно и среќни, но очекувавте ли, одевте ли со таква помисла дека Балканското, сигурно земате медал? Да. Бевте убеден? Всушност за малку ќе станеш и балкански шампион, но изгуби финалната борба во третата рунда за според мене судиска грешка. Но сега да не ги обвинуваме судиите за тоа, за малку ќе беше и балкански шампион, што е доста добро. Така, да. Што се случи таму? Судиска одлука на крај заради опомена, изгубивме борбата, што... Опомена? Да. Добро, тоа се... Се случуваат такви работи, сега и судиите се луѓе и прават грешки. Да, тоа после тоа нели се дискутира кој е тука виновен, има ли вина кај некого, но веќе кога ќе заврши, толку нели нема враќање, но сепак е голем успех. Како и да е голем успех. Колку време се подготвувавте за европското, за балканското? Имавте ли почесто тренинзи? Па да, скоро секој ден имавме. И дури јас се спремам и од минатата година кога изгубив на тоа европско и од тога се спремаме се за балканското и европското што беа сега. Како се подготвувате? Знаете ли, нели, однапред со кого ќе се надпреварувате, па да видите можеби тактики на тој кој што ќе ви биде однапред знаеме само конкуренција? Жребката со кого се бориме излегува вечерта пред надпреварот, така што тоа е моја работа, јас анализирам борби надпреварувачи. Вечерта откако ќе искочи жребката. Негова работа е да се одмори, да се наспие и да работиме. И тука размислуваш однапред за... Да, однапред ги правам тактиките. Во однос на играта и на другиот, на противникот. Така, колку тука треба знаење, вештина... Треба искуство. И треба да си надпреваруваш. Јас сум бил надпреварувач и знам како се движат децата, како работат, техниките, за да може Давид да ги помине на нивните напади и да поентира. Кои се репрезентациите, кои се држави се исто така успешни во теквондо? И меѓу најдобрите, во тој спорт? Во Европа Балканот би кажал дека е меѓу најдобрите. Македонија има доста добри репрезентативци, Србија исто така, Хрватска е доста силна држава во овој спорт. Така, а на балканското и европското со кого се боревте? Да вичам. Па првата борба не беше со бугар. Мислам сите три беа со бугари. Добро. Но првата борба беше доста јака. Во втората рунда ме победуваше, но за кратко време му земав неколку поени и така го победив. Втората борба беше исто со бугар и тој го победив и третата беше со брат му на тој првиот бугар и не го изгубив, но сепак земав медал.
Да, а на другото првенство? Само да кажам за балканското. Да. Бидејќи спомнав дека со 3 бугари си има борено, балканското првенство е од отворен карактер, каде што може да настапуваат повеќе учесници од една држава, додека на европското може само еден учесник од една држава. Еден репрезентативен Да, тоа е само. разликата. Добро. Да не свати публиката дека си има борено само со деца од Бугарија. Да, Тоа е отворено. На европското? На европското само учесници од еден учесник од држава во категорија. Со кого бевте се? На европското првата борба се боревме со Грција. Со Азербејџан изгубивме во полуфиналето, да виче. Со Полска Така. и со уште еден, мислам дека беше од Бугарија, така нешто. Да, од Бугарија го помнахме да. пред борбата. 4 борби победи, петата беше таа што изгуби. Дајте Тоа се доста спомнам. борби за дете од 11 години. Да. Па како изминува нели деновите и борбите, имаше ли тука и умор? Беше ли напорно за беше, како што например, кажа за твоја возраст се тоа да. навистина многу борби. Например, полуфиналето бев уморен, бидејќи цело време и се што идат, например, четвртфинале, па полуфинале и финале, идат се пократки борбите. Например, ако е 123-та, па после ме 128-та и така, се цело време поблиску, за да немам одмор. И така јас го изгубив полуфиналето, да. Од борбата за медал до полуфиналната борба имаше само 5 минути да одмори, што е доста навистина малку време за такво нешто. Па да. Додека противникот од Азербејџан имаше сигурно половина час да одмори. А тоа беше поради претходните. Не, па претходната борба беше Борби? и многу кратко беше здрепката направена за неговата полуфинална борба да биде после 5 минути. Баравте ли поголема пауза? На Евроско не можевме да бараме. Инаку да, кога можеме бараме. Па да, бидејќи ете. Ама на таков добро организиран турнир не може да бараме. Но да, од страна не изгледа фер, нели, кога еден има повеќе време да се одмори, а друг помалку. Некои работи не може да ги смениме. Да, тука некој друг сепак. Да, одлучува и ипак тоа е голема организација, не Да. може да ги смениме ние тие работи. Да, што го советуваш најмногу, Давид? На какви вредности го учиш? Колку се тука битни и физичките подготовки, но и психичкиот момент? Па психичкиот момент според мене е побитен. Физичкиот ние сега го постигаме, како и да ние во текот на годината како пик форма поставуваме дека тоа е треба да не биде кога е европското и кога е балканското. Цела година одиме на превари, работиме и ние сме физички спремни, но сепак психичкиот момент е тој што одлучува момент дали ќе бидеме шампион или не. Кај Давид он доста јак во тој момент, бидејќи си верува самиот себе, верува во мене, верува во неговите кои се негова поддршка и тоа според мене е најбитно. Пред се е добро дете. Така е. Чудно ли е за таа возраст да има некој толкова самодоверба и толку да биде и храбар и напреден по однос на некои врсници, да речеме? Дали тоа го прави спортот? Да, Да. издига на едно повисоко ниво? Тоа го прави спортот, бидејќи он самиот вежба од 4 години, но почнува да се надпревара од 5, ако не се лажам. Значи дека он доста време се надпреварува тоа и преку сите тие борби он ја гради само довербата и се тоа води кон тоа што сме денеска. Така. Кој совет е најдобар што си го добил од Стефан? Што ти вели најчесто? Најчесто ми вели да бидам самодовербен, да се верувам сам во себе, во тренерот, дека сите се со мене и дека можам да успеам. Така е. Кој ти влева најмногу поддршка и ветер во грб кој ти е цело време? Сите. Например, мајка ми, брат ми, сите, цела фамилија, исто така да ја поздравам мојата класна Мими по физичко, што ми дозволи да учествувам во вашата емисија и сите мои другарчиња кои се голема поддршка. Така е, поздрав и од мене, благодарност што ти дозволи да си тука. Значи тоа дека после се враќаш во училиште или не за денеска толку си слободен? Не, толку, да. Да, кога се емисии во прашање и нели да поразговараме за твоите успеси, тоа е оправдано, така? Да. Во однос пак ете и на другите медали, кажавме во Македонија, во Србија исто бевте во скоро време. Што се случуваше пак таму? Какви впечатоци? Во Србија? Да. Да. Таму Давид Со злато. Да, со злато и со сребро. Учествуваше и во пионири, во кадети се бореше. Он се уште не пионир. Да. Во пионири зема златен медал, во кадети зема сребрен медал. Изгуби во финалето од Романија во тесна борба. А детето има 13 години, што е навистина добро за Давид да се бори воопшто со дето 13 години, додека има 11. Целокупно тимот зема второ место екипно, што е навистина голем успех за младост, Браво. со само 15 првачи.
Тоа беше се за во Србија. Да, за во Србија. Така, а во Изминатиот Македонија викенд. исто неодамна зема злато? Да. Он во Македонија во главно изима злато, нема мислам Се е дека злато сребро во во Македонија, така? Да. Тука се работи и за клубски или за меѓународни надпреварувања, што се одржува во Македонија. Во Македонија во главно Да. се држи, има македонска таквондо лига, тоа е низ од 6 надпревари. Така? Во главно тоа се меѓународни надпревари, на кои во главно не доаѓаат преголем број на странски учесници. А од каде доаѓаат, ако македонска доаѓаат лига. од странство? Доаѓаат од Србија, од Бугарија, Црна Гора, Албанија. Така, Но во мал Балкан. број, бидејќи сепак е тоа македонска таквондо лига, Добро. отворена за учесници од навор, но сепак не доаѓаат премногу, што е добро за нас. Бидејќи треба да се фокусира македонската таквондо лига на учесниците од Македонија. Да, колку клубови имаме во Македонија за Македонија има 12 клубови. Дали растете и според тебе интересот за овој спорт и се развива? Да, во главно подемо од таквондото кога доживува Македонија по победата на Дејан и освојувањето на сребрениот медал на Олимпијадата. Да. Можам да кажам и за мојот клуб дека потоа доживеа раст, моментално бројеве над 100 членови на две локации. Да, младост има и во Илинден и во Трубарево, така. Да. Таму се 100 членови. На двете места по 45-160. Па браво, тоа е голема бројка, Да. нели? За еден клуб зборуваме. Од кои надпреварувачи се околу 40 активни надпреварувачи. Што е исто 40? Да. голем број надпреварувачи. Браво. Да. Да. Има момчиња, има ли и девојчиња, има ли интерес? Повеќе девојчиња има. И кај девојчињата, така Така е. да рече? Да. Да. Со каков интерес ете доаѓаат последниве години? Која е главната причина што се запишуваат децата на таеквондо од твое искуство? Повеќе таеквондо спортот стана доста актуелен, затоа Да. се запишуваат. Пред неколку години таеквондо спортот беше скоро непознат за македонската јавност и за родителите, но сега веќе тоа се смени после медалот на Дејан и после откако можам да кажам дека раководството на Македонската таеквондо федерација го смени цел систем. Односно работиме повеќе на превари во Македонија, тоа самото по себе во местата кај што држуваат надпреварите носи публицитет на спортот и тоа носи кон тоа да има повеќе деца да вежбаат. Исто така и ние тренерите се залагаме за тоа. Конкретно јас работам развој на моторика, да речеме во градинките, Браво. и преку тоа потоа децата се префрлуваат директно во нашиот спорт. И не само во мојата општина, туку и во други општини. Така, во градинки, значи помала возраст, помали групи. Да, таму развој на моторика работиме конкретно, не е да. тоа таеквондо, но сепак се запознаваат со мене, ја ги запознавам со спортот на неколку наврати и потоа они сами се преминуваат некои од нив во таеквондо спортот. Има доста дечиња од 3 години, 4 години, 5 години што вежбаат таеквондо. Браво, тоа е добро да се Тоа е добро, да. знае. Давид, која пак беше твојата главна причина што започна со таеквондо? Нели некој можеби почнува, да речеме, поради самоодбрана, некој поради тој психички момент, како што кажа и Стефан, или да зајакне, да биде подсврсти физички, во кондиција? Па, мене први ме запиша мајка ми со брат ми на таеквондо и од тогаш постав, мислам, бев многу енергија имав. Да. И од тогаш мајка ми ме запиша и цело време трчав. И интересно ми стана и така почнав да одам и на надпревари и да земам медали. Да. Значи, поради тоа што беше енергичен, Да. главно започна со овој спорт. Таеквондо. Од која се возраст пак има и во клубот Младост? Пони почнуваат од 3 години, 4 години. Да, и до најмалку. кого да речеме те? Па највозрастните моментално ни се на 18 години, нашите сениори. Аха. Да, надпреварувачи. Инаку имаме и од 21, 22, 23. Но тие не се репрезентативци, туку се рекреативци. Да, можно е значи да се започне и подоцна, Да. доколку ете некој сака. Да, нема правило за тоа. Секој си има свое време, нели? Да. Што планирате пак следно, имате ли од сега замисли и цели за некои надпревари што ќе ги имате периодов или во иднина? Периодот не станува уште само нашиот надпревар, со тоа ќе завршиме годината. Додека до година ќе се фокусираме повторно со Давид и со другите дечки од кај нас што се репрезентативци на европски и на светски надпревари. Така, каде ќе бидат? На кои се Се локации? што не знаеме, распоредот излегува во јануари, така што се Ќе надевам во почекате, наредна бе. емисија ќе кажеме. Малку, Или ќе да. дојдеме со медалот од тие надпревари. Да, на кои уште се моменти се внимава кога е овој спорт во прашање? Дали тука и исхраната игра Се внимава на улога? исхраната. Дисциплина, некој ред? На што се учи овој спорт? Ете, како тренер можеш да... Спортот учи на многу Ми вредности, кажеш. додека ние за да еден так надпреварувач биде успешен внимаваме на исхраната, на добро спиење. И многу е битно според мене исто така и во училиште да биде одличен.
Давид, одличен си во училиште? Да. Браво. Тоа ти помага, самиот спорт ти помага за дисциплината и во училиште или како те успеваш и со едните и со другите обврски да завршиш? Например, во училиште одам прва смена, а на тренинг сме од 7:30 до 9, 9:30. И така можам да успеам, кога се вратам од училиште, да напишам домашно, да се одморам, па одиме на тренинг. И така скоро секој втор ден. Така, те гледаат ли соучениците, другарите, другарките, ги следат ли твоите успеси? Имаш ли и од нив поддршка? И многу голема поддршка од сите мои другари, и од мој клас и од целото училиште. Така. Стефан, постои ли, тука и те спомнавме дека нели цела репрезентација кога оди некаде да се напреварува, има поддршка од други спортисти. Дали мислиш дека во последно време, нели како што се издигна таеквондото, имате поддршка и од други, да речеме, што се можеби конкуренција, но има ли некоја солидарност? Па да, во на приори кога одиме не поддржуваат сите. Доста солидарност. Поддршка добиваме од каратистите во Македонија. Некои од нив се префруваат во таеквондо спортот. Бидејќи сега таеквондото според мене поактуелно од каратето. Така што добиваме поддршка од сите. Како се реши ти, што беше главната причина кај тебе? Токму си размислувал можеби за други спортови? За да вежбам лично? Да. Па на 3 години не, моите решиле. Да. Тие беа главните виновници. Што сепак е тоа љубов. Јас вежбав од 6 години, па се откажав. Да. Тоа постоеше во мене, па повторно почна. Да, но не размислуваше за друг спорт? Не. Братот на Давид го имаш тренирано, кажа и тој дека таеквондо. Вежбаше, но се откажа, се надеваме ќе почне пак. Да, но баш спомнавме и пред малку дека и со други спортови се занимавал и се занимава сега. Да, со шахот беше многу добар, но се откажа и сега тренира фудбал и во тоа многу успешен. Така се надпреварува? Да. Во кој клуб е? Во Гоце Делчев. Така, одите и него да го гледате, го поддржувате? Да. Многу добар Даријан, работи исто. Всушност он искако Давид исто размислува, работи, нема одмор за него и верувам дека ќе биде исто успешен. Така. Вообичаените кога сум прашувала спортисти, фитнес тренери, кога е најдоброто време да се почне со спорт, тие велеле 5 годишна возраст. И сега со таеквондото е малку дали поразлично, може да се почне и порано. Бидејќи работиме разна моторика од 3 до 5, а од 5 веќе, реков претходно спомнав, почнуваме да работиме конкретно таеквондо. Да, но добро, повторно може да се започне со некои мали чекори. Да, па тоа најбитно всушност моториката кај децата, за да бидат добри надпреварувачи. Да. И ако таа се добри темели направиме на 3, 4, 5 години, децата во главно ќе бидат добри спортисти. Без разлика дали во таеквондо или во било кој спорт. Така, а освен тие тренинзи што ги имате нели со таеквондото, вежбате ли нешто друго, на пример, имате ли тренинзи за кондиција, за трчање? Имаме кондициони тренинзи, со поголемите на првоч одиме во теретана, се надевам Давид, он е уште мал, но за скоро време ќе почне со нас во теретана. Има таму посебен тренер и тоа се сите тие процеси комплетираат кога еден успешен надпреварувач. Он е се уште мал за теретана, нели? Но потоа тоа ќе се поврза кога ќе има 40 години веќе би требало да почнеме на време. Да, трчање може, нели, кондициони тренинзи, но теретана да. Се разбира подоцна. Мо дури самиот вежба ќе каже нешто повеќе за тоа. Да. Па вежбам дома со, например, дедо ми јако е во години, он секогаш ми помага пред надпревари, вежбаме заедно. Исто така и баба ми да ја поздравам што и она е многу голема поддршка. Така е, што вежбаш дома? Какви вежби правиш кога скоро не си во сала, туку дома? Да, тие што ќе ни ги каже тренерот и јас ќе ги запамтам и например тие денови кога немам тренинзи, јас со дедо ми ги вежбам. Така, значи со твоја тежина или и тегови почнавте да метнувате? Тегови помалку лесни тегови метнуваме. Немам збори дека дома вежба со дедо му таеквондо. Да. А баш таеквондо. Дедо му држи косарче и он си вежба, си работи. Има доста опрема и дома. Да, па браво, добро, тогаш. Мислам и тоа е дел од успехот. Да, кога повеќе ќе се вежба кога и дома. Да, неговиот успех засуга негова, моја, на неговите родители, дедо му, баба му, брат му, на сите заедно и тоа е тоа што го прави него успешен. Така е. Да, јас би ви се заблагодарила
што бевте мои гости. Навистина ми беше драго, чест и задоволство што Истина. зборувавме за овие успеси и се надам дека ќе се видиме повторно. Ви посакувам многу среќа во следните надпревари, следните борби, па да ни дојдете пак. И уште еднаш честитки, како што кажав, и на почетокот за овие успеси и за балканското и за европското. Ви благодариме. Благодариме. Да, ние се гледаме повторно, а вие, драги мои, останете на Сител телевизија. Продолжуваме со The Solution Band. Ти и јас, како што знаете, секогаш завршуваме со музика. Бидете и утре со нас од 10 часот наутро на Сител телевизија со магазин. Пријатно.